Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Најнапред, пред да ја започна оваа пресконференција, би сакал да изразам сочувство до семејството Наумови, сочувство за смртта на господинот Ѓорѓи Наумов, кој што е долгогодишен член и еден од основачите на ВМРО ДПМН, нека почива во мир. Сега би сакал да преидам на пресконференцијата. Почитувани, Зоран Заев, Никола Димитров, Радмила Шеќеринска, Стево Пендаровски се луѓето кои го излаже и изманипулираа целиот македонски народ. Домат дипломатијата и кај се љубавите поздрави Зоки дипломатијата не може да не однесат како држава во Европската унија. Пазарџиското однесување на Заев, каде што ветува, а не исполнува, не е и не може да биде начинот и патот за станување на земја членка на Република Македонија во Европската унија. Зоран Заев, Пендаровски, Димитров неколку дена молчат и не кажуваат што тоа договориле во Берлин, односно што прифатиле во Берлин на штета на македонскиот народ. Сите политички субјекти и најважно граѓаните за преговорите со источниот сосед дознаваат од бугарските медиуми и бугарските политичари кои што гордо може да се пофалат со се она кое што им го ветил Зоран Заев. Заев и останатите од СДСМ и од владата ги подценуваат граѓаните, мислејќи дека нема да се дознае што ветуваат и што договараат и, нормално, што прифаќаат. Она што може да се сретне и чуе низ бугарските медиуми политички чинители е дека постоеле три услови, тоа се јазикот, името на државата и добрососедските односи. Односно, ова се услови кои директно удираат врз идентитетот, државноста и постоењето. Никој не ги споменува историјата и хероите, и тука сакаме да прашаме, дали тоа значи дека Заев, Пендаровски, Димитров и останатите прифатиле се што источниот сосед побарал во однос на историјата, историските личности, односно македонските херои. Дали ова значи дека Заев се откажал и од Гоциц и од сите останати историски ликови и случувања во минатото, на врз кои што почива македонската држава и македонскиот идентитет. Почитувани, веднаш мора да кажат Заев, Пендаровски, Димитров и Османи што прифатиле на преговорите во Берлин и зошто го кријат тоа што го прифатиле, односно го ветиле од македонската јавност. Јасно е, изборот е едноставен, Заев премиер, асимилација и интеграција или дезинтеграција и негација. Решението е оставка веднаш и експертска влада за национален спас во која никогаш повеќе нема шарлатани да ни ја водат на дворешната политика. Благодарам, ова беше пресконференцијата. Сега би сакал да одговорам прашање поставено по електронски пат до пресцентарот од страна на Македонската радио телевизија националниот сервис. Прашањето вели вака: СДСМ велат дека сте контрадикторни, не одите на избори во Штипа, барате нови избори за нова влада. Почитувани, бараме експертска влада за национален спас. Избори може да се одржат кога ќе се створат услови. Таа експертска влада може Зоран Заев да си поднесе оставка и да биде составена од луѓе кои што на вистина знаат, умеат како и им е дојдено до државата, до граѓаните, до иднината на Македонија, и тоа ќе биде владата за национален спас. Но тоа не го вклучува и Зоран Заев во таа влада, бидејќи се покажа дека неговата политика е тотално фијаско. Се виде дека кога Зоран Заев сам оди да преговара и да управува со државата, ја носи во бездна и во ќорсока. Благодарам.